вечер, почитувани гледачи. Прв пат по новото зимско сметање на времето во Македонија. Започнуваме со што мисли народот понеделнички со гостин кој што сигурно предизвика внимание уште со самата најава кај вас. Јас на почеток веднаш со благодарност за нашиот гостин што издвои време и покрај многуте обврски да дојде да го одржи ветувањето кој што го има дадено и ќе биде пред вас и пред нас господинот Амди Бајрам, пратеник во Собранието на Република Македонија и личност која што, како што реков, предизвикува внимание од секогаш, паметите многу и мислам дека со право е интересот кој што го има и мојата благодарност што се одлучи сепак да гостува. Господин Бајрам, добро вечер, добре дојдовте во Штип и во нашето студио. Добро вечер и на сите ваши гледачи и наши гледачи кои ја пратат ова програма и ова телевизија на мислам од Штипа до Берово до Делчево, комплет до Виница, Кочани. Така, Источна Македонија што се гледа целосна. И еве, јас ви обикав дека ќе дојдам денеска нова, без разлика што толку имав своји обврски. Так, тука сте и добро е што сте тука, затоа што пред се предизвикувате, реков, внимание со многуте изјави, предизвикувате внимание со своите настапи, начинот на кој што се борите практично за каузата кој што сте избрале со политичкото действување. И плюс имаме во Источна Македонија роми кои што очекуваат да слушнат од вас многу. Меѓутоа, сепак, Штип за вас е град кој што верувам ви асоцира на еден тежок период од вашиот живот. Како се чувствувате со оглед на тоа дека сте во Штип, каде што го имавте судењето, имавте судска пресуда, тешки моменти? Јас можам да ви кажам една ваква ситуација, затоа што јас сум председател на една политичка најголема ромска партија во Република Македонија и пратеник сум 4 мандата во парламентот, без разлика што е, како е, кои сте тешкоти. Ја ги имам многу доброти и нормално има една ситуација кој сум бил овдека еден печаток кој тоа ми го поставивте тоа прашање. За мене тоа најнормално пројдена една работа пројдена е. Нормално и мене као Штип ми е добар град и ја го ценам и го почитувам од време Штип. Штипјани сите ги сакам овој народ овдека, имам доста мој ромски народ, имам мој доста турци кои од мајка ми е турчинка нормално, а имам доста православни од сите други националности кои живеат овдека и околината на Штип и секаде и нормално мене ја имам добри печатоци од овде. И покрај тоа што тој нас не рековте веќе зад вас. Како од оваа перспектива гледате сега на целиот тој случај, на она што практично пред лицето на законот бевте, дали нешто поинаку би било да се вратите на назад? Па видите, јас да ви кажам нешто што било име на законот на тие работи и све тоа време под такво се работеше. Вие знаете дека тука беше политичка диктура со мене, една политичка диктатура направена со мене во нормално тоа е со диригентство донесен до Штип и фактички командуен е ставен во еден кафес и нормално со разна диктатура се знаеше што е целта. Целта беше со пета голот. Тоа и најнормално со пета голот, кога дојде време, мене со глава ми дадоа гол и нормално тие наредби си одева по една диктатура како што треба да оди и нормално тоа е едно време пројдено и сега гледате кое време дојдено е и нормално сега дојдено е време кој тоа пројде тоа време и сега дојде пак мое време. Така, ваше време 4 мандата рековте во парламентот. Сметате ли дека тој гол со пета ви придонесе за пенал да ви досудат во судиско продолжение? Јас би рекол тоа беше она што се случи со пресудата. Се случи што некој сакаше да ви врати или? Да, некој ми го врати тоа. Нормално јас на судот и на сите кои работат во оваа судска постапка, кои работеле на мене вовдека во Штип, јас не им замерам на нив и слободно можам да кажам на судијата Михов, тој нормално мораше да се изврши својата работа, својата наредба. Нормално јас знаев дека така е целата ситуација, него го задолжија за мене, нормално цекот што треба да го платам, да си го платам према Бранко Црвенковски, нормално директна директива и судијата мораше да работи по една директива и јас не му замерувам на судијата ни нема. Так. Тој си ја изврши својата работа и се заврши. Так. Се надам дека гледачите ќе се интересираат за она што е вашата работа и за се што е актуелно и интересот веќе го има. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, погласно само ве молам. Слушаме се, така? Да, само погласно. Добро вечер до вас и до господинот. Вака, имаме едно прашање, само кратко ќе биде. До кога ќе биде забраната за излез на ромите од Македонија?
Добро, одлично прашање, благодарам на јавувањето. Благодарам, пријатно. Така, постојано проблеми. Кој ги прави проблемите за ромите постојано да има, не може да излезат затоа што бараат азил или не бараат? Како гледате на целиот тој проблем? Видите, јас го гледам тој проблем вака и директен сум према сите да слушаат во Република Македонија на овој дел кој вашата телевизија се гледа, рецимо во Источна Македонија. Видите, тоа е еден голем проблем голем затоа што настанат е тој проблем до една ситуација што рецимо многу има отидено роми од Република Македонија. Најнормално секој бара еден подобар живот. Немаштијата го прави своето. Нормално тоа е мој народ, но голем притисок има од надворешните држави, од Европа. Од Европа има, значи, визниот режим кој треба во Република Македонија, значи, или својот народ соприте го, или визни режим нема да постои више визите. Ќе го вратат визниот режим сакат да го укинат. Значи, ќе го укинат. Значи, доста е тоа и тоа е многу една опасна работа за Република Македонија. И најнормално сега се прави, значи, една јака проверка, кој каде оди, никој на никого не може да му забрани денеска да путува. Најнормално, значи 90 дена секој граѓанин има право да искочи од оваа држава. Нормално кога идете во една некаде кога сакате да отидете, нормално треба некој да ви прати некое гарантно писмо, кај кого и каде одите, или сакате да одите туриста. Ако сакате да идете туриста, значи 50 евра е денот. Треба да ги имате тие средства кај вас. И ако отидете некаде, значи треба да имате толку средства, колку дена ќе престојавате некаде, нормално, и за најмалку 50 евра би требале да имате. Кога веќе говориме за ромите, ги лажеш или некој? Затоа што нели се слушна дека и високи луѓе од политиката ги лажат да одат, организираат. Имаш и такви информации, нели, дека некој ги лаже? Видите, такви сакал да заработи на нив. Не, види, такви муавети што се прават, тоа е, мислам, тоа се некои верзии кои сакат нешто да ги извадат и некој нешто сака, некои тикети да се стави, да најнормално збориме. Едно време, можда знаете вие, постоеше азуланство. Тоа азуланство во Република Македонија многу роми отидува и со реинтеграција на Германија, со Северна Рајна Весфалија, многу роми успеава, значи, од таму за да се вратат наваке. Имаше еден проект со вработување, со дообразување на работа, на други работи и све тоа, и им дадоа станови во Шутка, азулантски бараки се изградива, искористива доста. И сега на овој начин мислат дека тој стариот систем постои уште и многу роми најнормално барат подобар живот. Во суштина Европа го затегна малку каишот кон нас, го затегна каишот, нормално не се надава они дека така ќе биде, но се препуни, не е само види, не е целта до Македонија и не е само до ромите, не идат само роми, знаеш што нападот увек се удира кај што е најслабиот денеска. Најслабите се ромите во Република Македонија, најнормално најсиромаштија е кај ромите, и имаме сега 2,24, мораме реалноста да ја кажеме, не треба да кажеме само ромите. Тука има од сите националности, јас тоа во парламентот сум го кажал, значи има националности кои има албанци одат, никој ништо не збори за албанците, имаат многу појако тело, 27 пратеника постојат, појаки се во државата, нормално, јас сум еден пратеник и уште еден имаме опозиција, значи моќта толкава ние нас во државата. А они се во една коалиција кои моментално, рецимо коалиција во власта и не би можела власта да ја води доколку албанците така на крајот доаѓа и до политиката, сигурно. И така доаѓа у политиката, сакам нашиот народ да знае. Значи не се само роми, има и од други национални, има и македонци. Првославни кои одат, но камшикот се удира по најслабиот. Ќе говориме и натаму зошто и најслабиот, зошто е така. Ајде, добро вечер, повелете. Добро вечер, господине. Повелете. Да го прашаме господинот Амди Байрам како исто и за него добро вечер да му кажеме. Сега, ние, накратко, само некам puno да зборувам, нека ни каже господинот Амди Байрам сега со нашите роми што ќе бидат, дали ќе ни се дадат нели тамо бараки, некои станови, не. Каде? Што го слушам господинот Груевски што ни таксал ќе ни дадел за ромите да имаме тамо згради. За каде? За каде? За градот Штип. За Штип. Добро, да. Благодарам. Благодарам, пријатно. Знам дека имаше најавено дека ќе се градат згради, знам дека често пати имаше и на Радонски пат, има и градено досега бараки. Запознати сте сигурно, не замолам. Значи, јас колку што сум запознат, значи владата на Република Македонија преку Министерството за труд и социјала ќе има социјални станови кои ќе се градат. Овдека во Штип ќе се градат
и овдека има тачно за уштип дека ќе се гради. Така. И баш сега во четврток, слободно може да пратат, имаме пратенички прашања. И јас за јавноста, за да знае во Штип и околината во Република Македонија, каде ќе се градат социјални станови, кај што ќе може не само роми и други да добијат. Така, Не може знам само... Значи, за тоа е одговорен рецимо владата Република Македонија. Имаше и ресорен министер, тоа Неждат го имаше, Мустафа доаѓаше во Штип. министер имаше без така, ресор, така, Неждат Мустафа, така. тоа има обеќано дека он преку декадата и преку други работи ќе го направи, но тоа е пропала вода, пропадната вода, тоа нема ништо од тоа, од тој проект, туку јас како пратеник ќе поставам во четврток пратеничко прашање директно до премиерот и до министерот за труд и социјала и министерството кој по тој ресор ќе Оние биде. кои што се надлежни за тој, да, така. значи после 12 може да пратат кога ќе поставам јас пратеничко прашање и директно ќе се добие да се бара одговор. Така. директно за Штип првен ќе поставам. Знам За дека во останатите. Скопје ќе има, во Шутка и во други градови ќе има, тачно кај ќе биде за социјални станови и колку посто следуе на роми во социјално што се загрозени, што треба да добијат. Нов гледач, добро вечер. Ало? Повелете, слушајте не во слушалка, не на телевизискиот Ало. прими. Повелете. Ало, добро вечер, господин. Добро вечер. Ние се јавуваме од Пешчево, едно питање до господинот Амди Бајрам. Деците ми се вратени два пати од граница, од нашата кумановска граница. Без никаков проблем, сакајќи децата да одат, да оти ми е внукичката болна.